Моето пътешествие низ руралните региони, заборавените села во Македонија, ете ме донесе во незиниот јужен дел, поточно во крајниот јужен дел на неголемата житница во Македонија Пелагонија, во крајниот јужен дел на општина Новаци, на само неколку километри северно од македонско-грчката граница, во едно од десетината равничарски села во општина Новаци, селото Брод, распослано југоисточно од рек Битола, на само десетина километри север-западно од најголемата клисура во Македонија, Склучевинската клисура, на само десетина километри западно од најголемата висерамнина во Македонија, Мариово, во делот кој административно припаѓа на општина Новаци, попознато како Битолско Мариово. Овој пат решив да прошетам низ заторот на ова село, да ги надополнам моите досегашни сознанија за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот, а посебно периодот од 1912 до 1918 година, кога во овој регион во Македонија се одбивале воените збигнувања на Првата и Втората Балканска војна, Првата светска војна, каде што населението од ова село ни криво ни должно било втурнато во 6-годишниот крвав воен судир меѓу тогашните големи сили, посебно во 3-годишната робовска крвава војна од 1915 до 1918 година, која се одбивала на овие простори меѓу историчарите попознат како Македонски, односно Солунски фронт, военото боиште од 1941 до 1945 година, па се до денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на ова село, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секоја парче камен, секоја капка вода, навистина е историја на овој регион. Почитувани мои, овде во селото Брод дојдов рано, можда рано во утринските сати. Може би се прашувате зошто? Затоа што селаните до ова село си имаат своја работа. Што се вика, како што викаат народот, времето слама продава, времето слама купува. Ете, дојдов во селото Брод, како што и претходно напомнав, мештаните во ова село да ми ги раскажат приказните кои што нивните дедовци и баби им ги раскажувале од памтивека па се до ден денешен. Селото Брод се наоѓа во групата на подмариовски села наречени Мајровци, кои представуваат преедно население помеѓу Моштенската и Мариовската група на села. Мариовците се разликуваат од Мариовците по носијата, фолклорот, песните, приказните и карактеристичните јазични одлики. Мајровците се по потекло полјани кои имаат сродство со Мариовците и од нив примиле доста обичаи, карактеристики, фолклор и сегменти од општото живење. Тие не зборуваат чисто ниту мариовски, ниту полјански. Со моштенците не стапувале во сродство дури до Првата светска војна. За време на Првата светска војна, селото Брод било општински центар во кој влегувале селата Брод, Гнеотино, Сливица, Вересело, Гнилеш, Градилово, Скочевир, Полок, Тепавци и Балдоденци. Во целата Бродска општина живееле околу 2000 жители. Еве, бабичке, дојдовме одека во селото Брод. Добре дојдовте, добре дојденице. Како ми се викаш? Јосефка Надежда.
Така. Од каде си родом? Од Брод родена, во Брод мажена. Од која фамилија си од Брод? Од Талевски Јован. Како се викаше татко ти? Талевски Јован, Така, мајка ти? Менка. А мажена? Па Јошевски Митре. Домајчето ти се викаше Митре, така? Да. Секор ти како се викаше? Миле. Секрва ти? Риза. Така. Што години имаш, рече? 74. Те служи здравието? Фала Богу, полека, а гурам некако. Така, така. Домајчинот? Ти отиде? Почина? Или? 2001. Така. Колку години вака живеавте заедно со него? Со него од 62 до 2001. Кој бевте постари, ти или тојот? Тој 7 години беше постар од мене. Така. Кој повеќе се ризавте, домајчинот твој или ти него? Како? Кој повеќе се слушавте, домајчинот твој или ти него? Двајцата која скара се, која смилува се. Така. Колку Господ целот ви даде? 2 женски девојки. Како се вика? Летка и Весна. Колку лучина? Внучи имам 4, 2 женски, 2 машки, едно прав внуче. Ајде кажи ми ги внучината по име, по презиме и правнучето. Александар Така. Нешковски и Маријан Нешковски, Симона Јосифовска и Анета Јосифовска. Така. А правнучето? Се тоа не мо знам презимето, се вика Марио. Марио. Да. Колку години има Марио? Година и 2 месеци, 3. Машала, машала. Нека биде здрав, жив, нека расте и да му дочекаш на свадбата да му играш. Чуте Бока, ма стара со него не може. Селото Брод во 1948 година представува самостојна општина во Битолската околија, додека со новата територијална поделба во 1953 година влегува во состав на Бачката општина. Во 1962 година селото Брод влегува во состав на Новачката општина, а во 1996 година селото Брод се приклучува во составот на Бачката општина, а во 2004 година повторно се враќа во Новачката општина. Името на селото потекнува од верувањето на локалните жители дека во минатото на ова место Црна река се пременувала со еден вид на бродциња, од чие име покасно за местото се трансформирал и ојконимот Брод. Што години имаш? 70. 70? Да. Што поработуваш вака на очиго сега овдека? Со крави. Колку имаш? Па 17. 17, а? Сам ги чуваш? Со син ми. Со син ти, а? Бабичката жива ти е? Жива. Како ти се вика таа? Паца. Од кај ти е земена? Од Џермија. Рече дека чуваш колку очиго крави? 17. 17 крави. Колку телина имаш? Сите се телија испродени. Нема телија. Така, така. А иначе летно време на млекото што го правиш сирење или? Не го даваме во млекарата. Го давате во млекарата? Ама не плаќаа пари. Слабо, а? Да. Слабо, а? Бака се да ми кажеш, колку на времето имаш овдека болуци, овци, кози, крави на времето, оратни волови? Па имаше бајади за тоа. Скоро секоја куќа, а? Па секоја куќа имаше волови, да. Така, така. Ова се да ми кажеш, ја зимава полека ни доаѓа. Со сено, со зоб, со слама, со снабди? Имам за тоа. Така. Колку земја имаш тоа? 4-5 хектари. Так, моментално. така, е работи сета? Да, да. Шо е посеја, пченица, посеја нешто? Јасмен. Јасмен, а? Така, ами, во село во продавници имате? Нема. Кај се снабдувате за леп, сол, брашно? Бач. Од Бач, а? Да. До таму со што одите? Со тракторот. Со трактора, а? До Битола колку сте далеку? 30 километри. Со што ајде до Битола? Имате превоз? Кола. Кола, а? Такси доаѓа? Ако пара, ќе ти до... Шо пари ви зема таксито? По 50,
20, 50 и 100. Така. Што дрво се снабди? Имаме. Има. Кој повеќе се ризате, ти или бабичката твоја? Кој наблюдува дрвата? Не, кој повеќе се служате? Ти, бабичката твоја? Заеднички. Заеднички, а? Так. Да се ми здрави жив. Ајде, бркај се, работата. Фала, со среќа да ви е патувањето. Так. Одека во селово, Така. како беше животот? За Арно беше. Ѓорѓија, за Боже. Имаше тапани, свирки, имаше. Убаво беше многу. Да. Имаше народ. Народ имаше. Народ излези, влези, народ полно по улиците. Сега нема ништо, се испусти. Да. Совка, Трајче, умря, Девер ми Васил, Василица. Навечер да речеме, кој ќе ја завршиш работата, вака за лав му обед Нема ништо. нема. Нема ништо. Ако може ќе ја запада собота, ќе е популярна телевизор, ако не, в креве. Да. Сега вака едно. Да. На мобетот му нема крај, викаат старите. Така е, Да да. се ми здрава и жива. Да. Нека ти ја вековите славата. Амин. Многу години да ви ја Амин, Господа, дочекаш. амин, Господа те слушне. Да си здрав и жив. И вие уште поубаво да си дочекате. Денес ние кухина слава Свети Ѓорги. Меѓу другите гости тука се поканети и моите пријатели од муслиманска вероисповед. Тие понатаму ќе се представат кои се шо се. Инаку доаѓаат со своите стада од регионот на Центар Жупа и се стационирани во местата Сливица, Велесело, Скочивир. Така да наздравиме сега, добре дојдовте, драги гости, за добро да е и да се гледаме за убави. Здрави една помош празника за многу години. Јас Ашим од Дебар, Центар Жуп од село Коџаџик. А иначе се расправам со овци. 27-8 години, 30 години сум овде и си живееме како браќа. За спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. Господи, за мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Твој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Се наоѓаме пред гробот на војводата Дедо Колјо Добровенски, Мариовско-Лерински војвода, роден во селото Добровени, а погребан тука во селото Брод. За време на турското владење имал своја чета и соработувал со четите на Марко Лерински, потоа на Трајко Кралот од село Брник, соработувал исто така со Шакир војвода, со Толе Паша. Бил предаден од страна на фамилијата Домазетовци од Скочивир и најден од турската потера и убиен над селото Петалино. Неговата глава била отсечена и потоа била носена од страна на турски аскер на конј. Главата била носена во селата Гермијан, Бач, па дури и до Бидола, значи кај Валијата му била покажана.
Потоа откако Валијата видел дека навистина се работи за тој војвода, ја вратил главата и понатаму главата му била дадена на фамилијата во Добровени. Бидејќи постоела султанска заповед од 1903 година дека во секое село во кое што ќе се најди комита да биде запалено селото, поради тоа фамилијата од страв да не се случи палење на селото Добровени, фамилијата одлучила да се донеси телото на дедо Колјо Добровенски и да се закопа во селото Брод. Така да тој е погребан тука и тука е неговото вечно почивалиште. Нека ти е слава хероју што го даде животот за Македонија. Моите домајчини од селото Брод ми ја раскажа и приказната за аферата Црна рака, поврзана со нивната селска црква Свети Никола. Нивната селска црква е изградена во 1840 година на стари темели од поранешната црква. Датумот на изградба е напишан на плочата на влезната врата, како и на плочата до вратата од северната страна. Била разрушена во текот на Првата светска војна. Се наоѓаме во црквата Свети Никола во село Брод, изградена 1840 година, делумно разрушена во текот на Првата светска војна од страна на бугарската армија, бидејќи била користена од страна на французите како телефонска централа, бугарите ја бомбардирале и подоцна после завршувањето на Првата светска војна била реновирана. На почетокот на 20 век селото Брод било центар на грекоманската пропаганда и поради тоа се случиле неколку крвави настани во селото. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази ме со Твојата благодат. Ве поканувам да влеземе во олтарот на црквата и да ви ја раскажам приказната која што претходно ви ја напоменав. Преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, дебилки си од наш живот, на Христа Бога да го предадеме. Се наоѓаме во олтарот на црквата Свети Никола во село Брод. Како што гледате, престолот моментално го реновираме, а приказната која што ви ја кажував претходно за убиството во 1904 година се случило во овој дел во олтарот, може да забележите. Овде е отворот од кој што од страна на комитите дојдени од селото Субодол на број околу 150 души било извршено убиство по кое што бил ликвидиран тогашниот свештеник Јован тука во олтарот на црквата. Потоа исто така биле убиени двајца видни првенци на селото, Велјан и Костадин, а исто така била запалена и куќата на свештеникот Јован, а неговата сопруга била фрлена во огнот и жива изгорена. За настарот на убиството на четворицата жители од селото Брод била информирана митрополијата во Битола на чело со тогашниот грчки митрополит Јоаким, кој што напишал извештај до Вселенскиот патриарх во Цариград, во кој што наведува дека тогашната бугарска пропаганда зела голем замах, дека бугарите се главни во полето и бара помош од страна на Вселенскиот патриарх да испрати за да се стопира целата бугарска пропаганда односно ширењето на бугарската екзархија.
Јас сум Спасе Талевски од фамилијата на Јован покојник Талевски. И тука малце колку што можам служам за Бога, колку што можам сам на тие сум малци неарен. И сад што е од мене ќе допринесам што може. Колку години си овдека во црковниот одбор, така речено? Во црковниот одбор сум 6-7 години, така прилика. Почна да се реновира црквата, ја реновираме малце со помош на граѓаните, со помош и друга некоја од општина донации некои. Ево се црта, се слика иконостас нов, се намести. Значи, само осветувањето и тоа да си направиме, треба поново, ти старо испадна и тоа. Се наоѓаме на западната страна на црквата Свети Никола во село Брод. Како што може да забележите, над вратата се наоѓа мермерна плоча, надгробна мермерна плоча од античкиот период. За време на Првата светска војна имало обид од страна на италијанската војска, од страна на италијанските војници да биде земена и однесена во Италија, меѓутоа од страна на жителите на село Брод била скриена во некој бунар во селото и после завршувањето на Првата светска војна била повторно поставена на црквата. Исто така може да се забележи на самата врата дека е поставен датумот на изградба на црквата, како што може да се види дека црквата е изградена во 1840 година. Светиот, благиот и животворен Твој дух, сега и секогаш и во вечни векови. Старата камбанарија била тука, ова била влезна врата некоја и кај што се задзвонувало. Сега ова камбанарија што е, кога е правено, од кога е правено? Па има 15 години, поќе да нема. Тоа од прилика така. Так. Тука звоното? Звоното тоа горе обесено, прикачено. И како што вика приказната дека ова звоно е од Михајло Пупин. Ето човекот. Поклон за црквата на Кајмак Чалан. Ама како останало овде не знаеме, ние сме помлади се тоа. Не знаеме што било, како било, значи. Во 1921 година е обновена, а истата година подпомогната од Ѓорѓи Константиновски Мрсниот, кој подарил доста икони и кој успеал да ја донесе и постави камбаната која била донација од големиот советски научник Михајло Пупин за црквата Свети Петар на Кемакчалан во спомен на паднатите српски војници, која била испратена по специјални луѓе на кралот Александар Караѓорđević до селото Брод, каде ја примил Ѓорѓе Константиновски, но никогаш не ја однесол на црквата на Кемакчалан. Да се помолиме на Господа. Ова е нашиот селски поп. Емо записа малце гроботи на него. Од која фамилија? Фамилија Костовски, така мислам дека ако и тој од тоа презиме, например. Од и тие Костовски се прозива, така. Иначе Поповци. Поповци, иначе така. Така. Како малце се? сој фаќам. Ние се однев по мајка ми. Така. Од тоа семејство и тада, не? Како се викаше попот од прилика? Не го памтам. Како се вика, значи тоа... А последниот поп како се викаше во село? Не знам, дали Филип, не знам точно. Оти не памет, постари, да имаше некои што знаат, ќе ви кажа. Туку, ајде, почистиме го малце гробот, што се вика, да се рече дека ете некој се светил и на него, така? Да. За тоа како изгледала тогаш разрушената црква, говори и ова фотографија, нацртана од страна на францускиот војник Етиен Андре Валентин, познат како уметникот од фронтот, кој во слободно време насликал
над 130 цртежи и скици од Македонскиот фронт, претежно со молив и пастел. Војникот Валентин бил роден во Париз, а во селото Брод пристигнал во 1918 година, а по завршувањето на војната сликата ја однесол во Франција, каде што починал во Рен, Бретања, во 1940 година, а ова слика во нивната архива ја чуваат неговите потомци. Овдека со милениуми течи реката Ерион. Така е пишано во историјата. Поточно кажано, реката Црна. Во тие воени избиднувања, кога погинале тие 2000 војници, реката Црна го добило името под навод кажано Црвена река, затоа што водата било бојана од крвта на сите војни кои што овде погинале. Селото Брод било едно од најзначајните стратегиски места на Македонскиот фронт. Тука се одвивала битката на Завојна Црна, едно на крвавите битки каде се гинале илјадници војници од многу држави. Брод било арена и светска кланица на војници од Франција, Србија, Италија, Германија, Бугарија, Австро-Унгарија, Сенегал, Русија и од Македонија. Низ целото село имало стационирани војници со шатори, полски болници, снабдувачки центри, оружје и инфраструктурни објекти. Според воената евиденција која ја водела српската воена команда во селото Брод, на фронтот погинале Стојан Димитриевиќ, Коста Михајловиќ, Коста Митровиќ, Најдо Костич, Тошо Трумовиќ и Попот Григор. За време на воените збиднувања во овој период, речиси сето население било мобилизирано за потребите на боиштата. Како што рекол, во новие простори 6 години се војувало. Но меѓутоа, како доказ е и ова граната. Има една историја кој што вели вака. Од октомври месец до ноември 1916 година, овдека во селото Брод погинале 2000 војници. 2000 војници. Ова е една од гранатата која што мештаните овдека, не само селото Брод, туку цела околија, ги наоѓаат и ден денеска. Некои се отворени, некои се неексплодирани, а многумина од овие гранати ги користеле за сувиот пипер, црвениот што го правеле. Но пак ќе речам, ова граната е историја дека некојаш овдека се војувало. Нека си стои на местото каде што ја најдов, да не ми се лути до мајчинот, иако денеска не го најдовме овдека. Но голем поздрав, ќе му кажеме. Целото село било прекопано со ровови и бункери. Според пишаните документи, од 1912 година до 1918 година, овдека на ово место се војувало 6 години. Меѓутоа, после отворањето на Македонскиот фронт, овдека се воделе тие битки помеѓу Антантата и Сојузните сили. А овдека во ова село нема да ве изненади ако кој ќе дојдете, мештаните ве прошетали селото и ви кажат каде се наоѓаат многути скрибници. Една од таа скрибница е и ова овде позади мене, каде што се ги користеле селаните, не само од ова село, туку и од околните села, кои што за време на бомбардирањето се бидувале да лезат во овие скрибници и да преживеат. Мештаните мене скажа уште една приказна дека ова скрибница води до над црквата Свети Никола. Ќе се обидиме да ја откриеме и да влезуваме натре. Почитувани мои, верувајте ми се радува душево што после 100 години од завршувањето на Првата светска војна, од пробојот на Солунскиот фронт, на Македонскиот фронт на 15 септември 1918 година, еве овдека влегувам во една од многуте скрибници кои што биле правени,
од страната на француските војници, каде што овдека се заслонувале за време на бомбардирањето, но и се заслонувале и мештаните од селото Брод и од околните соседни села. Стварно, да му одолееш на времето, 100 години си поминати, но едно би рекол, да знае овој камен, да зборува, ќе ја кажи сета историја кој што овде поминала. Но пак ќе речем една порака, дојдете овдека во селото Брод. Мештаните секој ќе ве пречекаат и ќе ве поведат по овие скривници и одејќи по овие скривници, ќе ви ги кажат историите. Ова е таа скривница што преска ја напомнав, кој што одвлезе тука на селото води до црквата Свети Никола. За време на Првата светска војна за потребите на фронтот била изградена деснолинејска желеничка пруга која започнувала од Сливница и на местото викано Галик имало стовариште на кое биле истоварени пратките за војниците кои се состоеле од оружје, лекови, храна, муниција, облека и друго. Потоа линијата продолжувала до селото Брод, Букри и Кременица, која тогаш се викала Кенели. Еден крак од Сливница продолжувал за Живојно и за рудникот во селото Живојно, додека крајната дестинација била селото Сакулево, Левиско во Грција. За оваа желеничка пруга во должина 25 километри за потребите на сојузничките војски било ангажирано локалното население принудно да работи на неговата изградба. Ватарот на селото Брод од страна на Антантата бил изграден и воен аеродром и телефонска станица, изградена нова воена командна зграда и нови живеалиште за офицерите, како и живеалиште за италијанскиот генерал Бомбели. Се наоѓаме на границата на атарот помеѓу селата Брод и Бач во местноста викана Јамиште. Тука на ова место имало во текот на Првата светска војна изградено воен аеродром. Воениот аеродром го користеле италијанските и француските единици. Од страна на француските единици тука била лоцирана 503-та и 504-та ескадрила, додека италијанците биле застапени со 3-та ескадрила. На ова место се случувале полети и слетувања на борбените авиони од тој период, така да во едно од тие полетувања се случил еден инцидент во кој што загинале двајца италијански пилоти. Италијанските авиатичари капетан Ерколе Гварањи и подпоручник Енрико Ромањели тука паднаа во 1918 година. Сите воени конфликти во светот завршувале со голем број на жртви. Да не се повтори тоа. Ова позади мене е училишната зграда во селото Брод. Ова училишна зграда има богата историја. Градена е во 1915 година, за времето на Првата светска војна, доградувана е после Втората светска војна, а по трет пат е доградена за времето на бивша Југославија. Овдека порано вриело джагор на деца, но денеска остана само училишната зграда. Инаку, како што ми кажа мештаните до ова село, последното име на училиштето го носи името на народниот херој Кузман Јосиповски. Селото Брод не го избегнуваат многобројните економски реформи, меѓу кои колективизацијата, од која никогаш до денешен не се опоравило. Овие објекти, почитувани мои, што ги гледате позади мене, се остатоци од познатијата СРЗ, Селска работна задруга, Александар Јаневски,
која што е формирана 1949 година, а расформирана 1954 година. Овдека цело население било во оваа задруга. Десно од мене се наоѓале работите канцеларии на учумото, така да го наречам. Позади биле сместени бригадирите кои што им давале насока на работниците што треба да сработат, а лево од мене се наоѓал ресторанот и мензата. Од тоа, како што реков, денес не остана ништо, останаа само овие згради, кои што и до ден денеска им одолевуваат на завод на времето. Пак ќе речам, сето оно што е изградено е добро, но сето оно што ќе оставиме да пропадни, тешко да се. Пак ќе речам, тешко да се одржи. Затоа што, како што викаат старите, за една куќа да ја направиш треба години и време, скоро цел живот, а за да падне, да ја раствориш, треба многу малку. Ајде сега малку по-одблизко да ја разгледаме мојата родна куќа. После толку години, значи од 73 година сме од тука иселени, како што кажав, после тоа беше менза, а еве сега веќе останати се само зидините. Малку да се види, да се попрецизно да се прикажи каде сум го поминал детството. Ајде да влеземе внатре. Ова е влезот до куќата. Може ли малце да ми објасниш кај беше куњата, каде беа собите, кај се овај? Вака, значи овај простор беше поделен на два дела. Тука беше некаде зидот. Ова тука беше делот каде што се готвеше и каде што се чуваја, значи како остава работите, а во овај мал простор, значи едно мало одајче беше просторот, значи и спална и дневна, каде што живеевме јас, татко ми, мајка ми и мојот постар брат кој почина 69 година, кога имав јас 5 години. Значи на овај мал простор се одвиваше нашиот живот и бевме стрекни, задоволни. Овде, овај отвор, кога живеевме тука, не постоеше, беше зид. Ова е направено за потребите на мензата, како што кажат од задругата. Значи, од овој зид натаму е делот од стрикоми, Најдо, кој сега живее со фамилијата во Австралија, во Мелбурн. Овде, кај што се овие камења, беше влезот, вратата од неговиот дел, значи тука беше ходникот. Овде, како што се гледа, имаше како мал миелник, а ова значително поголема од колку нашата спална дневна беше просторот каде што тој пред да се исели некаде на крајот на 60-тите години со фамилијата прво во Породин, а после од Породин за Австралија и таму е до ден денес. Еве како што може да видиме, тука има во зидот еден мал долап во кој што се чуваја основните продукти за секојдневна употреба, како шеќер, масло, понекое тогаш имаше само бомбони, млечнини завиткани кои што ги купуваше татко ми од кооперација. И тоа беше целата наша среќа и задоволство и како што кажав, и покрај тоа бевме среќни.
Почитувани мои, со едно дење се не може да се види, се не може да се сними. На денот му се ближеше крајот. Сонцето полека се затскриваше за Целечка планина. Не ми се напушташе селото Брод, но морав да си заминам, да ги оставам преостанатите неколкумина селани од ова село со едно ветување дека пак ќе дојдам, пак да се видам со моите домаќини, само Господ здравие на сите нас да ни даде.